Завршија работилниците за изработка на програмата за развој на источниот плански регион. Представниците од одделенијата за локален економски развој од 11 општини ги доставија предлог проектите за кои во наредните 5 години очекуваат да добијат пари за реализирање преку Центарот за развој на регионот. Оценка е дека биле понудени квалитетни идеи што заслужуваат внимание, а во наредниот период ќе треба да се бараат начини за нивно финансирање. Навистина имаше доста предлози од сите општини, овде е општина Штип, општина Кочани, Зрновци, Македонска Каменица, Пробиштип, од секаде имаше толку многу предлози и предлог идеи што навистина јас мислам дека не можат целосно да се реализираат во еден програмски период од 5 години. Ние како центар треба да се потрудиме заедно со регионалниот совет истите да ги искофинансираме, односно обезбедиме средства за нивна реализација. Проектите од општина Кочани главно се однесуваат на развој на планинскиот туризам. Општина Кочани во програмата за Центарот за планинскиот регион предложи повеќе проекти за развојот на туризмот. И тоа за изработка на техничка документација на Пониква за канализациони и отпадна вода, изработка на изведба на патот од Кочани до Пониква, тоест реконструкција на патот. Од општина Зрновци најголем број од предложените проекти пак се однесуваат на решавање на инфраструктурните прашања. Таков проект е реконструкција на патниот правец Виница Зрновци, понатаму продолжување на изградба на патот село Теранци Арголица, уделот на животната средина, воспоставување или помош за воспоставување на заштитени зони, посебно во изворишето на река Зрновка, понатаму создавање на некој вид институт за поддршка на руралниот развој, бидејќи ние како Зрновци веќе имаме богато искуство тука. Во делот на отпадните води, изнаоѓање на решение или средства за изградба на станица за прочистување на отпадни води во општината и така. Предложените проекти од работилниците ќе влезат во програмата за развој на источниот регион за периодот до 2019 година. Кои и колку од нив ќе добијат финансиска поддршка за реализација ќе зависи од висината на обезбедените средства преку Бирото за регионален развој и други фондови од државата и странство.